Комунална опрема вредна безмалку 11 милиони евра, Битола, Прилеп, Кичево, Струга, Дебар, Долнени и други рурални општини ќе добијат контейнери, канти специализирани возила, односно се што е потребно за ефикасно собирање, транспорт и одлагање на отпадот од страна на комуналните претпријатија. Ова е досега најголема ваква набавка во државата, како дел од проект на Министерството за животна средина. Директно ќе им помогне на 18 општини од југозападниот и пелагонискиот регион да воспостават современ, функционален и еколошки безбеден систем за управување со отпадот по европски стандарди. Стручната фела вели дека драматично ќе се подобрат капацитетите на комуналните претпријатија и општините во југозападниот и пелагонискиот дел. Се работи за 83 возила што треба да ги добијат комуналните претпријатија во југозападна Македонија. Македонија отворена да користи искуствот по развиените земји, вели министерот. Словенија, например, го селектира органскиот отпад, кој потоа се претвара во компост кој се користи како ѓубриво. Словенија е успешен пример во однос на зелената агенда. Мислам, права зелена агенда, не некаква што беше промовирана во минатото кај нас. И мислам дека треба да ги искористиме добрите примери. Голем предизвик во иднина ќе биде обновата на опожарените подрачја, за што ќе биде потребна заедничка и координирана акција на сите институции, но и на граѓаните.